Поради дупката во буџетот, ревидирањето на позитивната листа на лекови ќе доцни. Според директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски, се ќе зависи од ребалансот на државната каса, за потоа да се разгледа колку и кои лекови да се стават на позитивната листа. Клековски оптимист дека ќе се реши проблемот на пациентите за да зимаат поевтини лекови, но не кажа рокови кога тоа ќе се случи. Секој ден се јавуваат од клиники, од болници, дека се блокирани, дека фондовите за условно финансирање се потрошени и така натаму. Меѓутоа сум уверен дека со домакинско работење ќе најдеме начин да ги покриеме сите потреби што се до крајот на годината, за 25-та да малку размислуваме развојно. Ревидирањето на позитивната листа на лекови стана надежно откако се даде одобрение за 9 лекови, и тоа за зголемен крвен притисок, антидепресиви и за деменција. Но за тие да бидат достапни на рецепт, мора да добијат зелено светло од Фондот за здравство. Клековски вели дека за 10 дена ќе биде познато дали овие медикаменти ќе се купуваат на рецепт. Мораме да бараме системски решение. Во извештаите на Државниот завод за ревизија има значени забелешки за начинот на водење на лекувањето во странство и веќе имавме еден состанок со Државниот завод за ревизија и еден од приоритетите да структурно го коригираме тоа, да изградиме еден однос на доверба со пациентите и оние пациенти кои имаат потреба на вистина ја добијат поддршката од Фондот за здравствено осигурување. Покрај одобрените 9 лекови, Министерот за здравство најави дека до крајот на годината ќе има уште едно ревидирање на позитивната листа. Инаку, повеќе од 15 години во Македонија нема промена и додавање на современи лекови на позитивната листа, на која пак се наоѓаат апчиња кои одамна многу земји ги исфрлиле од употреба. До сега, неколку министри оптимистички најавуваат достапност на нови лекови на рецепт, но освен ветувања, никој ништо не реализираше.